Христијанските православни верници го празнуваат Бадник, денот пред Рождеството Христово. Скопските бадникари и покрај пандемијата со COVID-19 и оваа година не се откажаа од традицијата, ама дисциплинирани и со маски. Што посакувате за Бадник, Божик и вашите најблиски во новата година? Здравје, среќа, радост, убавина, тоа. Многу здравје, успех во работата, успех на децата во учењето, среќа да има, да ги прати, да е секогаш Бог со нив. Сите граѓани православни христијани сакувам се најдобро во новата Господово лето. Здравје пред се, све може да се има кога се има здравје. Знаете како викаат, болниот има една желба, а здравиот има многу. Меѓутоа, без здравје не можеме ништа. Не изостана предавањето на бадникарскиот ќуб со гранчиња од стариот на новиот кум, со музика, ама без топла ракија. Годинава кумството од доктор Никола Пановски го презедоа кумовите Драган Спасов Дац и Александар Митевски. Заедно со здравичарот традиционално со пајтонот, наместо кон водно, се упатија кон своите домови. 2022. Убаво почна со убаво сонце и јас не велам дека јас и Александра сме кумови и Цветине здравичар, ама убаво и така почна годината. Ќе кажам само едно. Моментално сме овдека еден актер, еден музичар и еден ликовен уметник. Па јас искрено се надевам дека оваа година пандемијата ќе ја победи уметност. Значи, пандемијата ќе биде победена од уметност. Ќе гледаме оваа година да ја стивнеме короната, ќе правиме нови песни, ќе правиме хумани акции како онаа денеска што ја направивме во текот на целата година. Само би сакал да ви посакам добро здравје и овие бадникови гранчиња денес што ќе ги поделиме да ви донесат мир, среќа, здравје, спокој во семејството. Оваа традиција што се востанови во нашето Скопје има за цел да не обедини сите во едно христијанско заедништво, каде секој од нас треба да подаде рака на ближниот, на пријателите и да им помогне на сиромашните, на болните, на несаканите. На предавањето на бадникарскиот ќуб присуствуваше и градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска. Би сакала на сите да ви посакам пред се добро здравје, многу успех, да се сакаме повеќе, благосостојба. Меѓутоа, исто е како што спомена денеска архиепископот во своето обраќање пред малку. Сакањето и почитувањето треба да бидат одраз на христијанството секој ден во годината. И Македонската православна црква, прилагодена на новите услови кои ги донесе пандемијата, без масовни литургии, а бадниковите гранчиња се делеа на влезовите на храмовите. Возлюбени, наоѓајќи се вака собрани во храмов, дали размислуваме за тоа како празнуваме и колку подготвени излегуваме пред Христа и како го славиме и што му подаруваме на Господа? Дали во себе носиме доволно љубов, колку го љубиме Бога и колку љубов имаме за луѓето околу нас? Дали е доволно да сме христијани само на Бадник и за Божик, како и за Велики петок и за Великден? Сето на што го подготвуваме и го правиме за празниците во слава и чест на Бога и на Неговите светии, треба да биде одраз на она што во себе постојано го доживуваме, го носиме и го живееме. Денеска е последниот ден од строгиот Божиќен пост. Според обичаите, православните христијански верници вечерва ќе седнат на постна трпеза и лепче со паричка во кругот на семејството. Се верува, оној кому ќе му се падне паричката, ќе го следи среќа цела година.